Промената на имотно-сопственичките односи во Република Македонија по Втората светска војна беше дел од комунистичката транзиција, која од корен ги промени затекнатите односи и состојби во сите сфери на општествено-економскиот живот. Но со актите на првото заседание на АСНОМ, при што особено место има Декларацијата за правата на граѓанинот на Федерална Македонија, се гарантираше опстојување на приватната сопственост и иницијатива. Президиумот на АСНОМ беше составен од луѓе кои до крај не ја прифаќа комунистичката транзиција. Поголем дел тоа беа демократи кои, и тоа се виде секако и во таа декларација за правата на граѓанинот, ја прифаќа приватната собственост и приватната иницијатива. Во тие моменти од суштествено значење било мобилизирањето на сите слоеви од македонскиот народ за целосното ослободување на земјата, така што Президиумот на АСНОМ решил да ја почитува затекнатата состојба во сферата на сопственичките односи. На третата седница на Президиумот, одржана од 2 до 5 септември 1944 година, на предлог на председателот Методија Андоновченто, за да се избегнат судири додека не се разрешат имотните односи, биле донесени неколку решенија. Решение за запазување на статус-кво на населеничките имоти, со кое се утврдувал неизменет статус на сите бивши населенички земји, рудници, куќи на бегалците и евреите до конечното решавање на ова прашање. Решение за запазување на јавни згради, објекти и институции и предпријатија под германска и бугарска управа, со кое се предвидувало сите предпријатија способни за работа да се стават под управа на Поверенството за народно стопанство и обнова. Понатаму, државните згради, објекти и институции биле ставени под надлежност на НОО. Со ова решение продолжило создавањето на фонд на државна собственост од државниот имот на Кралството Југославија и од имотот под германска и бугарска управа. Во периодот од 44 до 40 и до август 44 до декември месец 44 година, овој Президиум на АСНОМ започна да води една самостојна политика која што беше надвор од ингеренциите на Белград. Бидејќи Македонија беше стопански неразвиено подрачје во кое немаше развиени класични капиталистички односи, не постоеше работничка класа нити буржуазија, заради што Ченто и неговите соработници, кога почна да се врши конфискација на така наречените народни, класни непријатели и така натаму, се спротиставуваа на таквите ригорозни мерки на комунистичката власт, бидејќи во Македонија реално немаше таква капиталистичка собственост, а и она што беше покрупен собственик веќе во текот на окупацијата беше ликвидирано или непосредно по неа. На сојузно ниво била донесена одлуката на Авној од 21 ноември 1944 за премин на непријателскиот имот во државна собственост, за државна управа на имотот на неприсутни лица и за секвестар над имотите кои окупаторските власти присилно ги отудиле. Тоа го означи почетокот на експропријацијата на приватната собственост во цела Југославија. Само неколку дена подоцна, на 25 ноември, Президиумот на Македонија донесе наредба со која се забранува секакви покупко-продажби на недвижими имоти од каков и да е вид, од физички или правни лица до повторно нареждание на Президиумот. Истовремено се забранувало и префрлањето на недвижен имот како подарок, размена или на кој било друг начин од едно на друго лице, а евентуалните трансакции се сметаат за неважни и без правно дејствие. Донесената наредба е акт од извонредно значење, со кој Президиумот сакал да ги оневозможи евентуалните злоупотреби во областа на имотно-правните односи и да ги заштити интересите на државата. Имено воени профитери, шпекуланти, криминални елементи, луѓе кои во текот на војната на незаконски начин се стекнале со имот, сакајќи да ги избегнат законските санкции, прибегнувале кон промена на потеклото на имотот преку негова продажба, размена, подарување. Со посебна сериозност пред Президиумот се наметнало прашањето за имотот на евреите од Македонија, кои биле депортирани од страна на бугарскиот окупатор во март 1943 година.
Во услови кога на сојузно ниво ова прашање се уште детално се проучувало, Президиумот на АСНОМ на својата 15-та седница во декември 1944 година донел привремено решение за регулирање на отношенијата меѓу евреите и купувачите на еврејски покретни имоти настанали од 1941 година наваму. Во него било укажано дека за сите продажби и отуѓување на еврејски подвижен имот ќе се донесат специјални закони со кои ќе се регулираат односите меѓу поранешните и денешните сопственици. Залагањата на делот во дечките македонски личности за заштита на частната сопственост и иницијатива произлегувале и од реалните состојби во Македонија, која беше неразвиена аграрна земја со маса ситни сопственици во градот и селото и со неразвиени капиталистички односи. Во Македонија, особено по изборот на првата народна влада, начело со Лазар Колишевски, започнува спроведување на политиката според класните позиции на новите политички сили, предводени од Комунистичката партија. Така, во сферата на стопанскиот живот беа преземени мерки за целосно укинување на приватната сопственост, најпрвин крупната, а потоа и ситната. Притоа, промените во земјишната сопственост настанале преку спроведување на низа државни мерки, какви што беа аграрната реформа, ревизијата на доделувањето земја на поранешните колонисти и колективизацијата на селото. Српските колонисти во 1941 година, околу 25.000, во рок од еден месец беа протерани од бугарските власти и нивната земја која беше одземена беше прераспределена на дел од македонските селани. Така што враќањето на овие српски колонисти кои во периодот меѓу двете светски војни беа доведувани за да вршат асимилација и да го разбијат етничкото единство и компактност на македонскиот народ, значи после 1944 година почна полека да се враќаат назад во Македонија. Согласно новиот дух на државата кој го промовираше братството и единството, Президиумот на АСНОМ донесе одлука за статус кво на населеничките имоти. И со тоа, сојузната влада заедно со македонското раководство сака да му покажат на македонскиот селанец, на македонскиот народ, дека конечно таа неправда нанесена српскиот режим ќе биде исправена во новата федерална Македонија. Одземањето на приватната сопственост во другите стопански дејности, индустрија, рударство, сообраќај, трговија и така натаму, се вршеше преку мерките конфискација и национализација. Во првата етапа, подржавувањето на средствата за производство се вршеше главно по земјата на големо поседниците на 25 хектари, земјата на банките, на паричните заводи, земјата на црквите и манастирите. Така што беше создаден еден аграрен фонд кој потоа во пролетта 1946 година беше распределен на околу 19.000 македонски селани без земјаши, односно со многу малку земја, нив им беше доделена земја од 2 до 7 хектари. Значи, тоа беше една мерка на државата која сакаше социјално да го згрижи без имотното и малоимотното селанство, бидејќи селанството беше најголемиот, најмасовниот учесник во народно-ослободителната борба и на тој начин новите власти сака да се одолжа за неговото учество во војната. 3/4 од населението живее на село. Тоа беше огромна маса од која државата требаше да извлече екстра профит за развој и обнова на државата. Исто така тоа селско население требаше да го прехрани градското население со соодветните земјоделски производи кои во овој период значи беше едно од најакутните прашања прехраната на градското и на непроизводното население, особено на војската. Заради тоа, властите излега во престрел на барањата на селаните и спроведува една радикална аграрна реформа со која беа променети аграрно-собственичките односи во државата.
Во рамките на првите чекори на промената на имотно-собственичките односи, важечки за целата федерација, се конфискувала и целокупната собственост на германската држава и на нејзините државјани на подрачјето на Југославија. Имотот на лицата од германската народност, освен на оние кои се бореле во Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, и бил конфискуван имотот на воените злосторници и нивните помагачи. Исто така, собственост на државата станало сето богатство стекнато со стопанското работење во текот на окупацијата. Секвестрацијата понатаму била регулирана со Законот за постапка со имот кој морал да биде напуштен во текот на окупацијата и со имот кој е одземен од окупаторот, донесен на 26. мај 1945. Непосредно по ликвидацијата на соработниците на окупаторот, со или без судски одлуки, на удар биле изложени воените богаташи, но тоа најчесто било препуштено на своеволната проценка на локалните власти. Инаку, законот против недопуштена шпекулација и стопанско саботирање, донесен од председателството на АВНОј во април 1945, ја смета за шпекулација секоја стопанска дејност со која се има за цел да се постигне несразмерна имовинска полза на штета на народните интереси, користејќи ги за тоа вонредните времиња настанати поради воената положба и како последица од фашистичката окупација. При крајот на 1945 и на почетокот на 1946 година, заради спроведување на законот за одземање на воената печалба, народните одбори, односно од нив избраните комисии, организирале јавни расправи во врска со утврдувањето на воената печалба. Јавните расправи наводно се организирале заради поведување демократичност во постапката, но реално сето тоа било заради поширока поддршка во процесот на одземањето на приватната собственост. Луѓето биле собирани масовно и на таков начин сакала да комунистичката власт да си даде народен легитимитет на нејзината политика на одземање на приватната собственост. Спроведувањето на законот за воена добивка течело мощно и интензивно низ целата република, особено во текот на првите месеци на 1946 година. Така, например, по однос на одземањето на воените печалби до крајот на 1945 во Велес и околијата биле определени 16 воени добитници со капитал од 4.180.000 динари. Втора јавна расправа за воените добитници комисијата во Велес организирала на почетокот на февруари 1946. Расправата била одржана пред многубројни граѓани. Комисијата донела решение за одземање на воената добивка на тука прогласените воени добитници, сите од Велес. Само неколку дена по оваа расправа во салата на Кино Капитол во Велес била организирана и трета јавна расправа за воените добитници, исто така сите од градот Велес. Собраната сума на име воена печалба, која што изнесувала помалку од 5 милиони динари, била далеку под очекувањата на републичките државни органи. Слична била ситуацијата и во другите градови на Народна република Македонија. Со цел законски да се прецизираат поголем број различни случаи, на 9 јуни 1945 бил донесен доста значајниот Закон за конфискација и за извршување на конфискацијата. Одземањето на приватната собственост се вршела, односно комунистичката транзиција, низ две многу важни работи. Првата работа беше насилството, кој го вршеше ОЗНА, подосно 46 година УДБА, а исто така големата агитација и пропаганда која беше во служба на комунизмот. Во луѓето се всадуваше свест, односно низ пропагандата се кажуваше дека ова народна власт, дека целата собственост ќе биде на народот, дека тој народ треба безмилосно да се справи со имателите на собственост кои беа класни непријатели. Значи се води една безпредметна класна борба која во Македонија навистина не држеше, бидејќи имаше малку ситни собственици кои требаше да бидат ликвидирани на таков еден драстичен начин какви што ги спроведуваше партиско-полициската држава. Под ударот на законот за конфискација потпаднале сите рудници во Народна република Македонија, во кои бил инвестиран германски капитал.
Истовремено било решено сите електрични централи, далекуводи и распределителни мрежи кои служат за општа употреба да преминат во сопственост на Народна република Македонија. Со конфискацијата на имоти на воени злосторници и нивните помагачи во Народна република Македонија биле осудени неколку стотици лица, со што се вршела промена на сопственичките односи. Покрај конфискацијата била спроведена и секвестрација на имотите, кои под притисок на окупаторските власти го промениле сопственикот, а особено на оние имоти кои биле купени од евреите, трагично депортирани во логорите на смртта од страна на бугарските окупациони власти во Македонија. Така, Градскиот народен одбор Битола на 15 ноември 1945 донел одлука за ставање под секвестар на свиларската ткајачница на Атанас Чорбев и синовите. Ткајачницата била купена од евреинот Давид Пардо, а обвинетиот Атанас Чорбев бил осуден на 5 години, бидејќи извршил престап против македонската национална чест. Веднаш по ослободувањето, исто така биле затекнати и одделни сопственици кои стекнале капитал на незаконски начин во текот на војната, односно кои успеале насилно да дојдат до имот со помош на окупаторските власти. Најголемиот број од овие лица биле судени од судот за престапи против македонската национална чест, како и од редовните судови во текот на 1946 година заради активно помагање на бугарскиот и германскиот окупатор, стекнување капитал на незаконски начин и експлоатација на работниците. Казните најчесто биле затвор или принудна работа во различно времетраење, целосна конфискација на имотот и губење на македонската чест со различно времетраење или пак доживотно. Казната се состоела во конфискација на целиот имот и парична казна која во неможност да се исплати се заменувала со принудна работа. Познати се примери кога жртвите биле јавно изложувани со транспаренти во раце или обесени табли околу вратот, на кои пишувало "Јас сум шпекулант, ќе ми суди Народниот суд". Понекаде жртвите и нивните семејства со испишаните транспаренти качени на шпедитерски коли, придружувани од зурливи тапани, биле шетани низ градот. При тоа биле организирани викачи кои требало да ја распалат толпата со извици "Смрт на шпекулантите". Се создаваше клима на непријателство и до вчерашните луѓе кои живееле, комши, пријатели, имателите на собственост веќе беа ставени на репресија. Значи, тоа е време кога се спроведува таа филозофија на примитивен егалитаризам. Дури се спроведувала пропагандата ќе биде се заедничко, ќе биде се наше. Ако имаме две кошули, едната ќе ја дадеме на комшијата. Значи, таа филозофија на еднаквост на сите стомаци била многу приемчива за овие први години кога народот бил истоштен од војната. Некои државно-партиски и полициски функционери, така наречени народни представници, си ги одбирале куќите на осудените и на ликвидираните и во нив се вселувале со своите семејства. За функционерите, според советскиот образец, се отворале специјализирани дипломатски магазини, во кои, како за привилегирани, имало се. Особено е карактеристичен грабежот што бил вршен над имателите на вредности како злато, накит и друго. Од тоа време е позната Златарската афера, која траела неколку години. Во оваа афера се изрекле 5 смртни казни, а голем број лица биле осудени од 1 до 20 години затвор со присилна работа. Повеќето од представниците на властите не поднесувале точен протокол, ниту пак записнички било предавано од земеното злато. Така, помеѓу другите, во Идризово била затворена една група раководители од скопската криминална милиција, која при апсењето на скопските златари, трговци и занаетчии го конфискувала златото и без никаков документ го носела во централата на Озна, каде исто така се предавало без записник. Во 1946 година 5 видни македонски стопани и домаќини беа стрелани со мотивација дека се занимавале со недозволена трговија. Тоа беа Деспот Себишки, Мамут Идриз, Ламбе Георгиевски, Коста Туфа и Војо Алексич. Помеѓу видните скопски семејства на богати трговци бил одземен и целокупниот имот на семејството на Стефан Настев. Во куќата на Настеви биле вселени народни представници,
Според кажувањата на Драга Урумова, една од ќерките на Стефан, мајката на Драга била упорна во своето барање семејството да биде вратено во сопствената куќа. Таа се обратила директно до маршал Тито со прашање каква е оваа власт која на честните и работливи луѓе им ја одзема куќата. Тогаш сепак биле вратени да живеат во дел од конфискуваната куќа. За измислено дело на смрт бил осуден и скопскиот трговец и интелектуалец Никола Јакимов, но подоцна казната му била замената со долгогодишна робија. Исплашени од насилните методи на експроприацијата, многу сопственици ја подарувале својата приватна сопственост на државата. Така, Тодор и Васил Чепреганови, подарувајќи на државата се што дотогаш наследиле или спечалиле, се вратиле дома голи како соколи. Семејството Поповци од Валандово го дало целиот имот на задругата. Единствено им останале куќите. Никола, како симпатизер на ВМРО, бил затворен. 100 дена минал во истражниот затвор во Гевгелија, изложен на измачување. Откако не можела да се докаже неговата вина, бил ослободен. Целокупниот македонски народ излегува од една страшна епизода во неговиот живот, така што и за најмала работа можел да се запали и неговата енергија била пренасочувана кон ликвидација на така наречените народни или класни непријатели. И со тоа секако комунистичката партија си обезбедила една масовна база на нејзината политика на одземањето на приватната сопственост. Во рамките на подобро средување на состојбите на планот на конфискацијата, на 27 јули 1946 Президиумот на Народното собрание на ФНРЈ донел закон за потврда и измени и дополнувања на законот за конфискација. А набрзо бил донесен и закон за постапување со конфискуваните имоти. Според член 30 од дополнителниот закон, во однос на конфискуваниот имот по основ на германско државјанство или германска народност на сопствениците, биле конфискувани рударските предпријатија во кои пред војната учествувал германски капитал. Покрај одземената сопственост на буржоазијата и на прогласените народни непријатели, експроприацијата натаму ќе се спроведува преку воведување законска национализација. Следејќи ја основната политичка линија на новата власт за поддржавување на индустриските предпријатија, народните одбори на теренот ја спроведувале оваа задача во целата република, уште пред формалното донесување на законот за национализација. Првиот устав на Федеративна Народна Република Југославија од 31 јануари 1946 година донесол важни одредби по прашањето за сопственичките односи. Уставотворна скупштина на заедничкој седници Савезне скупштине и Скупштине народа. Според член 14, сите рудни и други богатства во утробата на земјата, водите, вклучувајќи ги минералните и лековитите извори за природна сила, средствата на железничкиот и воздушниот сообраќај, поштите, телеграфите, телефоните и радиото се општо државен имот. На 5 декември 1946 година е донесен Законот за национализација на приватните стопански предпријатија, со кој формално се озаконила веќе постоечката состојба во стопанството, создадена во претходниот период. Така, во државна сопственост поминале 96% од индустриските предпријатија, а останатите 4% кои биле под секвестар, формално преминале во државниот сектор со донесувањето на Законот за национализација. Во државна сопственост преминала и целокупната велетрговија, а 41% од трговијата на мало била во државна сопственост, додека останатиот дел бил под контрола на државата. Со указот на Президиумот на Народното собрание на ФНРЈ од 1946 година биле прогласени индустриските предпријатија од општонародно значење на територијата на Македонија. При тоа, од вкупно 288 предпријатија со општодржавно значење во рамките на ФНРЈ, само 8 биле од Македонија. Властите прокламирале дека законот е ново, моќно оружје на нашиот работен народ за изградба на среќната иднина, дека со него работните маси се ослободуваат од бездушната експлоатација и така натаму. Веќе на почетокот на 1947 партиската држава ги завладеала сите важни сектори на стопанството и го монополизирала и централизирала протокот на капиталот.
По углед на советските петолетки, Југословенското политбиро на Комунистичката партија воведува првиот петогодишен план на развојот на народното стопанство во Југославија, значи во април 1947 година. Набрзо таков петогодишен план беше донесен и на републичко ниво. Оно што е карактеристично во овој план, иако беше доста нереален, требаше индустријското производство во однос на предвојната да се зголеми за 5 пати, а аграрното за 1,5 пат. Значи, иако беше нереално, сепак се подпираше на помошта на Советскиот сојуз и на внатрешните сили. Интересно е дека токму во екот на нарушувањето на односите меѓу КПЈ и Советската комунистичка партија на болшевиците, во периодот на информбирото, југословенскиот врв пристапил кон проширување на обемот на национализацијата. Така, со измените и дополнувањата на Законот за национализација, биле национализирани и поситни производни капацитети во рамките на малото стопанство. Се национализирале сите оние предпријатија кои по својот карактер или по својот капацитет имале општа важност за сојузното или републичкото стопанство. Со оглед на воената опасност која претеше на Југославија од страна на земјите на информбирото, дојде до пренасочување на 5-годишниот план. Они инвестиции кои беа планирани да се дадат на индустриализација и електрификација на понеразвиените републики, се пренасочија на развиениот север во развиените републики, бидејќи тие требаше да произведуваат повеќе потребни работи за воената индустрија, значи се форсираше тешката индустрија која беше развиена. Во овој период од 4-5 години во Македонија беше запоставена индустриализацијата, а се форсираше аграрот, од кој преку ножици на цените, односно постоење на драстична разлика помеѓу цените на индустријските и на земјоделските производи, екстра профит од Македонија се прелеваше во развиениот север за развој на тамошната индустрија, односно за модернизација на веќе постојната индустрија на развиениот север. Со тоа се создаде уште поголем јас помеѓу развиениот север и неразвиениот југ. Таа економска нееднаквост можеби ќе биде една од главните причини за распадот на Југословенската федерација. До крајот на 50-тите во државна сопственост се наоѓала целокупната индустрија, крупна и локална, рударството, сообраќајот и трговијата на големо. Додека во останатите стопански области, земјоделството, трговијата на мало, градежништвото, приватната сопственост постапно се ликвидирала преку различни ограничувања и интервенции. Со третиот зафат на национализација биле национализирани 735 станови и 653 деловни згради, како и градежно земјиште во градските населби. Создавањето на државната сопственост и планското стопанство, базирано врз советскиот модел, се спроведувало со тезата да се стигне и престигне. Реално постоечката државна сопственост со воведувањето на работничкото самоуправување била прогласена за општествена, а таа во праксата речиси се третирала како ничија и сечија. Во тие рамки, во 1965-тата, била воведена така наречена стопанска реформа, која по неколку години претрпела неуспех. Тогаш, всушност, не биле пронајдени сили за целосен радикален зафат во системот, така што се останало на делумни промени во сферата на стопанството. Дојде до огромно отпуштање на работа, масовно отпуштање на работа на ова прекубројна работна рака. Со цел да го реши овој сериозен социјален проблем, Јосип Броз Тито одлучи да ги отвори границите на Југославија, кои дотогаш, како и во другите комунистички земји, беа затворени. Само во 1968 година беа евидентирани 400.000 привремени работници од странство кои од Југославија заминале во европските земји. Спроведувањето на реформата било практично запрено со неприфаќањето на југословенското политичко раководство на вистинска автономија на стопанството. Монополската улога на државата била загарантирана токму преку контролата на протокот на поддржавениот капитал.